Скршеници на рацете, повреди на зглобовите, лицето и главата се само дел од последиците по патот тротинити. Само една секунда невнимание е доволна за да се случи несреќа. Посебно закрижува фактот што не се носи заштитна кацига, но и неприлагодената брзина на условите на улиците. Неравнините на коловозот, плажната подлога, наглото кочење или судир со друго возило значително го зголемуваат ризикот од пат. На клиниката за травматологија од јануари до денес се пријавени 114 пациенти кои се здобиле со повреди при патот тротинити или при сообраќајки. Возрастната група е од 18 до 35 години, а исто така имаме и малолетни лица кои што се паднати и најмалиот од 2025 година, мислам дека беше околу 4 годишен пациент кој што бил возен заедно со братчето и сестричето на електричен тротинет. Некаде околу 12 пациенти се со тешки телесни повреди, кои што биле згрижени по нашите клиники. Од стотината пациенти, 35 биле со потешки телесни повреди, а останатите со лесни телесни повреди. На лицата со потешки и тешки повреди им е потребно повеќе време за опоравување. Доктор Мерџановски додава дека многу е важно да се носи заштитна опрема. Ние први алармиравме до Министерството за внатрешни работи да се преземат соодветни мерки, затоа што беше доста голем бројот на малолетни лица кои што се повредени со електрични тротинети, така да носењето на заштитна опрема, ограничувањето на брзината на електричните тротинети, исто така и возраста која што може да ги управува овие возила. Ваквите бројки го вклучи алармот кај пратениците. Во собраниска процедура е закон со кој малолетни лица нема да смеат да управуваат електричен тротинет, а брзината се ограничува на 20 км на час. Целта е поголема безбедност и намалување на бројот на сообраќајни незгоди.